Како што кажав, слушаме и гледаме радио што се гледа на програмата на Радио Пела на 96,8 FM, едно убаво прекрасно време надвор со зачинето со малку ветер, верувам дека ви е пријатно во вашите домови и благодариме што не гледате и слушате и денеска на ова иста бранова должина од 96,8 FM не слушате на нашето радио, на нашата фреквенција, на нашиот интернет портал www.radiopela.mk, како и на платформите Балкански радиостаници и XU радиостаници, а јас му посакувам едно убаво срдечно добре дојде преку видео Skype или видео кол на Александар Темелков, кој што го слушнавме пред малку со неговата нова композиција и некој време се немаме слушното, но убаво е вака да се видиме ако не сме тука во нашето студио. Сепак, Аце, добро утро, добар ден. Добар ден, добро ве најдов, поздрав до сите слушатели на Радио Пела. Аце, создаде една нова композиција која што верувам дека ќе го привлече вниманието на сите наши слушатели онаму каде што се пушта ова композиција, имаше и незината промоција. Па кажи ми како си задоволен од твојата нова песна и што се случува во твојата музичка кариера. Знам дека изминатиот период беше доста активен. Па јас во секоја моја песна максимално се вложувам како сценски, како стилски, така и со душата, така да за секоја песна автор на текстот на оваа песна е Стојан Лазаревски, музика Мики Паневски, а продуцент и аранжман Славко Ристевски, така да создадовме на интересна композиција која што верувам ќе привлече внимание кај народот и ќе биде доста слушана, како и досегашните мои песни. Добро, оваа песна ја бираше долго време, правена е за тебе, правена е од авторот за, да речам, твоите години или онака е направена за твојот стил на представување пред публиката? Па исклучиво за секоја моја песна 3 до 4 месеци правиме подготовка за сето тоа да изгледа така добро и спремно и отпеано, секако и отсвирено и изаранжирано и спродуцирано, така да за секоја песна минимум 4-5 месеци треба простор. Така, колку време се подготуваше оваа композиција, каде ја снимаше, ќе има ли видеозапис како претходните твои песни? Значи песната ја промовира во емисијата Имат Немат, во ИНТВ во Охрид, значи тоа се емитува и во Австралија и сегде во странство кои што има нашинци и тука на регионални телевизии во Македонија, така да во таа емисија ми беше мојата промоција за мојата нова песна. Добро, ти колку си задоволен од промовирањето на оваа песна и што планираш во наредниот период? Ако може уште еднаш, затоа што многу слабо ве слушам. Сакам да прашам колку си ти задоволен од промоцијата на твојата нова песна и што планираш понатаму? Па јас сум презадоволен секако испадна и нормално секоја песна треба да се отстапи поголем простор, затоа што некоја песна може ќе биде запазена едно време повеќе, па некоја постепено да си дојде до одредено ниво. Во мај месец спремам моја исто нова песна која што верувам ќе биде хит на хитовите во Македонија, нешто што досега не било на македонската естрада и сакам да ја најавам, со наслов ќе носи Свадбарска, значи песната ќе биде нешто ново, нечуено во Македонија. Дали тоа значи дека таа Свадбарска ќе си има и свој видеозапис не секојдневен? Да, значи таа песна ќе има и свој видеозапис. Значи моментално уште планираме сето тоа како ќе изгледа и музика и начински на пеење и општо и спотот се планира за самата тематика, за самата содржина, затоа што текстот е феноменален. Јас се надам дека кон крајот на мај месец ќе успеам да објавам и со спот.
не ја објавувам без спот, значи ќе почекам да направам добар спот и секако времето да биде убаво, сончево, за да може сето тоа да го изреализирам онака баш како што сакам јас. Одлично. Што велат твоите фанови за твојата кариера? Дали веруваат во твојот напредок кој што јас знам дека оди во нагорна линија, реков на почетокот дека си многу активен изминатиот период, малку и се прошета изминативе месеци. Ми се чини дека Германија беше твојата дестинација, па ајде малку поопширно околу тоа. Па, значи, прошлата година имав 2 турнеи во Германија, значи останав на подолг период, публиката таму многу добро ме прифати и тоа што ми остави многу добар впечаток што народот кој што доаѓаше на моите настапи секогаш ме викаше: Александар, ти истата песна 50 пати да ми ја отпееш, јас пак ќе те слушам со големо внимание и со мерак. Така да народот многу добро ме прифати, исти оваа година повторно ќе одам. Сега заради тоа што сум 4-та година на факултет и морав да паузирам со тоа затоа што да се посетам максимално за да го завршам факултетот, па после тоа да се посетам на кариерата. Дали има некоја комбинација помеѓу твојот факултет и кариера? Јас знам дека нешто околу виното студираш. Да, енологија, значи за вино и за ракија. Така затоа тебе ти беше песната вино и ракија, жета, тиквешка таму, ваму. Да. Да не полагаш со таа песна? Молам? Да не полагаш со таа песна кога одиш да полагаш? Не, сознаем. Добро, одлично. Рече дека повторно ќе одиш во Германија. Само Германија ти е следна дестинација или можеби се прават договори со останати земји? Па, мислам дека во скоро време ќе имам и настапи во Србија, поточно во Белград. Па се надевам дека ќе се најде прилика и можност да заменам и на друго место. Кажи ми колку останаа контактите со твоите колеги и колешки кои што настапуваат за тебе во регионалното шоу, па вака кога ќе појдеш во соседството, дали веќе се останати контакти со одредени личности? Па вака, значи со колеги мои оваа сезона што учествуваат во Звездите на Гранд, немам никаква комуникација. Секако им посакувам среќа, им посакувам се најдобро. Од твоето време, кога ти учествуваше, дали останаа контактите? Па со тие што бев во блиски контакти се уште контактираме, се уште се слушаме, така да тие пријателства останаа, но секако не можеме да се гледаме, али се надам дека ќе си има прилики во животот и за така. Јас не знам колку си сега, дали си во ред и дали може малку да чуеме нешто од тебе или се уште владае малото грипче? Како? Прашувам, викам, знам дека малку и си настинат, ние сакавме малку и да ни запееш, дали може кратко нешто да ни запееш? Па ќе оставиме за наредна прилика затоа што сум многу прелоден и не би сакал да ме видат и да ме слушнат слушателите во погрешно светло. Одлично, добро, ние тоа го цениме. Сега, овде со моите колешки пред почетокот на емисијата си поразговаравме околу твоето гостување вака преку Skype и баш се запрашавме кога Темелков да го видиме во дует и како Темелков би изгледал во дует со некоја македонска колешка. Па, поконкретно на оваа тема, мислам дека дуетска песна со некоја моја колешка ќе снимам после финализирањето на мојот прв албум, затоа што сега сум максимално посетен да ги снимам тие мои 10 песни и да успеам да го финализирам мојот прв албум, а после тоа секако имам во план и да направам некоја дуетска песна со моја колешка. Одлично. Јас знам дека ќе успееш да ги направиш тие 10 песни, но како би се викал албумот тебе кога би ги комплетирал тие песни? Дали би се викал Ахмори Магде, дали би се викал Птици летајте, слетајте? Па јас мислам дека
тоа ќе го одлучам кога ќе го завршам мојот албум, по тоа која песна ќе биде најслушана и по таа песна ќе го ставам името на мојот албум. Супер. Ние сега малку ќе направиме пауза со тебе. Зошто? Затоа што да ја слушниме Ах, Мори Магде, тука директно од студиото на Радио Пела. Ти остани ни на линија и повторно се враќаме со разговорот, малку да се одмориме сега, дека не можеш да ни пееш, вака да слушнеме една твоја убава композиција, верувам дека ќе им се допадне и на нашите слушатели. Вие слушате Радио Пела на 96,8 FM, со нас е Александар Темелков, денеска гостин во нашето студио. Кога ќе те видам, срце силно бие, сакам да те бакна, ама срамие, отпуста мака, вез ден само пијам, отпуста желба, но ќе јас не спијам. Ах, Мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Ах, Мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Idete naši prijatelji, ima radio. Idete naši prijatelji, ima radio. A ver mi stigna, svadba ќе правиш, венчален прстен на рака ќе ставиш. Крај тебе, Магде, нема да бидам, доволно е лице срекно да ти видам. Ах, Мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Ах, Мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Pelagonija na Blanka. Pela Radio. После сите солзи за тебе пролеани, утеха бара, допусти ме, Ани. За тебе, Магде, срце ќе жали, зошто место мене друг да те гали. Ах, Мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Ах, Мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Нас ни е убаво тука во нашето студио, верувам и на сите вас кои што не гледате и слушате покрај вашите радиоприемници или смарт телефони, андроиди, како сакате. Разговараме со Александар Темелков, кој што деновиве ја промовираше својата нова песна, но слушнавме и малку нешто постаро, не многу постаро, но една изморена композиција посветена на некоја Магде. Сега ќе го запрашаме дали кај Аце има некоја Магде или некоја сосема друга, не мора да е Магде. Дали Аце заљубен? Да. Не те слушнавме многу малку.
засрамено ни го кажа тоа. Дали постои кај Аце некоја Магде? Сакате конкретно да ви го одговорам прашањето? Најконкретно, таман ќе го имаме за наслов на нашиот текст на нашиот портал. Јас јавно никогаш не сум детализирал за љубовта, но сето тоа што е снимано и направено, значи има нешто чиме така снимено. Значи, имаш нешто кое што го имаш меркано и му го имаш кажано на текстописецот, ова мора да се преточи во композиција. Конкретно кажав дека има и затоа и песната снимана. Добро, обично пеачите кога пеат за љубовта, тоа го прават во некоја балада, а ти тоа го правиш сосема поинако. Па секогаш гледам да издвојувам и да си направам свој стил. Добро, ова го кажа како што треба, малку политички, малку одоколу, но некако разбравме. Кажи, Јаце, кога зборуваме за љубовта, се наближува и можеби најубавиот празник, денот на жените 8 марта. Ти што мислиш токму на оваа тема? Колку пеачите или колку Аце мисли на љубовта? Како? Не ви го разбрав конкретно прашањето, затоа што слабо вас слушам. Да, сакам да прашам колку Аце во неговата кариера мисли на ljubовта. Па, јас секогаш велам, во делот на приватниот живот не ќе да детализирам, но секако секој нормален човек мисли на љубовта, мисли на кариерата, мисли на сето тоа што е убаво во живот. Добро, покрај тоа што викаш дека не сакаш да детализираш за приватниот живот, но колку Александар Темелков е романтичен тип? Па јас мислам дека сум... По она што го видовме кога е крена Карлеуша, видовме дека си ептен романтичен тип. Да, тоа е факт. Сакаш ли да подаруваш поклони? Па кога има потреба, да. Значи, твојата публика да очекува твои музички подароци во наредниот период еден куп. Јас се надам дека оваа година кој ќе успеам да го финализирам мојот прв албум, ќе направам концерт заедно со мојата промоција. Радио Пева ќе биде дел од тој концерт. Секако ќе добиете почестено место напред. Ние кога добиеме почестено место напред, ќе треба да се качиме и на бинаот, и ние овде такви сме, ако сме напред, играме и се качуваме на бина. Нема проблем, договорено. Добро, кажи ми, викаш дека планираш во наредниот период да направиш уште еден несекојдневен хит, еден концерт. Каква е поддршката од оние кои што се околу тебе? Дали менаџерот, дали твоите пријатели, дали твоите најблиски? Што велат, како те поддржуваат? Велиш ќе се фокусираш на факултетот, па малку ќе преминеш на таа страна, па ќе оставиш музиката малку. Мораш да направиш некоја комбинација за да стасаш на секаде. Па јас се трудам секогаш максимално да стасам се, како факултетот, така и кариерата, така и секако целосно мојот приватен живот, како и љубов и секако и моите најблиски, и така да максимално се трудам да бидам достапен за сите твои фанови, така? Сега ќе пуштаме малку ќе пуштаме еден сегмент од една песна, од една твоја изведба која мене многу ми се допадна. Ти биди на линија, само малку да слушнеме еден сегмент, па потоа ќе продолжиме за македонската песна и за македонската традиција. Може ли? За ваше убаво расположение, уште едно мало делче од прекрасниот глас на нашиот Александар Темелков.
светот ти донесе и во очи се клонеше дека верна светот ќе ми бидеш куќа и деца ќе ми гледаш дека верна светот ќе ми бидеш куќа и деца ќе ми гледаш. И како човек да не запее на една ваква прекрасна traditional Macedonian song, ова мене одлично ми звучи, јас и кога ги пееш овие вакви песни, навистина предизвикуваш, човек не може да вака да седи, а да не стане да заигра или да запее. Точно. Што мислиш ти за нашата македонска национална традиционална песна? Ќе продолжиш ли да ја негуваш во твојата кариера, кај да и да се појавуваш? Па јас сегде каде и да се појавам, си ја почитувам и си ја негувам и си ја пеам традиционалната македонска музика. Така да јас сум македонец, нормално ќе ја негувам македонската музика. Уште нешто сакам да слушнеш. Ова кога ни беше гостин пред известно време во нашето студио, сакаше да го отпееш многу. Јас вака го користам тоа што си ни малку настинат, па да чуеме нешто од тебе. Ако може уште еднаш, затоа што многу слабо ве слушам. Ќе ја слушнеш песната сега. Сакам да кажам дека јас го користам тајмингот што си малку настинат, па слушаме аудио твоја музика малку. Може? Дали чекаш, стара мајчице, писмо да ти напишам, да ти испратам? Дали чекаш, стара мајчице, гласот сином далечен, не заборавен? Памти ме подобро, ти, мајко стара душо, страдална. Каме да сум студен. Супер, ова звучи супер, изгледа. Мене ми се доволни твоите реакции додека ја слушаш твојата изведба и нам ни е прекрасно, иако нема да ни пееш, но сепак овде на ова изведба аз се гледам си прекрасно облечен, колку е важно стајлингот, односно изгледот на пејачот каде и да се појави според тебе. Не ве слушнав, повторам добро. Добро, нема проблем. Ние прашуваме колку е важен стајлингот за еден пејач. Па јас мислам конкретно секој пејач, секој естраден уметник треба да се носи онака како што он се чувствува коматно. Мислам дека пред се за еден пејач пеењето е многу побитно него стајлингот. Добро, но сигурно дека ако си вака со убаво дотеран, тогаш ќе измамиш повеќе од страна на понежниот пол, така? Тоа да, секако. Добро. Пред да го завршиме нашиот разговор, сакам да те прашам што е она што не ти се исполнило досега и што сакаш да ти се исполни во твојот живот? Па пред се здравје, затоа што здравјето е најбитно и секако на секој му посакувам пред се здравје, затоа што ако нема здравје не можеш да го работиш она што го сакаш и пред се да се почитуваме, да се сакаме. Тоа секогаш го велам, повеќе љубов да се шири, помалце омраза, така да тоа ќе биде најдобро. Јас се ти благодарам за тоа што ни беше дел еден половина час во нашата програма. Верувам дека и понатаму ќе продолжиш во исто темпо, онака како што си работиш во твојата кариера. Оди напред,
но секогаш да знаеш дека од Прилеп, од дежурната екипа на Радио Пела ја имаш максималната поддршка во она што го правиш. Ви благодарам од срце за поканата, поздрав до сите во Радио Пела, поздрав до сите слушатели. Им благодарам од срце за големата поддршка и секако треба да продолжи да ме поддржуваат и понатаму. Ти благодарим уште еднаш, сега слушаме нешто што го пееш во дует. Ние се слушаме и понатаму Радио Пела. Аце, секој добро, има и убав ден, побрзо оздрави и се гледаме во Прилеп во нашето студио. Благодарам, поздрав и до вас. Секој добро. Ti potaj se, ja si dam da te vidam. Ajde, ajše, lično, ajše, koji vino ke me služi, toj voći da me puli. Пелагонија на дланка. Пела радио. Ajše mori, ajše na lanike te kupam od Pazar do Rodstruga. Ajde, ajše mori, ajše ti kakvi sakaš, takvi za nevesta pak zlatni. Дали знаете кој е најдобриот подарок за 8 март, денот на жената? Вашиот производ. 075-235-666. Дојдете да направиме аудио и видео реклама за вашиот производ или услуга, за да чујат и да видат над 10.000 луѓе дневно. И уште поважно, имате гратис реклама 7 дена на нашите 3 медиуми. Среќен 8 март, денот на жената. Ние сме вашата прилепска ТВ-визија. Изработуваме и емитуваме реклами на радиото што се гледа. Дојдете да направиме аудио и видео реклама за вашиот производ или услуга за да чујат и да ја видат на 10.000 луѓе дневно. Достапни сме 24 часа и уште поважно, имате гратис реклама 7 дена на нашите 3 медиуми.
Мултимедијален медиум Радио Пела 075 235 666. Da vas vidim ko zna ovu pjesmicu.